Не сме ниту законодавец, ниту уставен суд, туку постапуваме согласно законот. Вака председателот на ДИК Борис Кондарко ги коментираше бурните реакции дека локалните избори може да се претворат во циркус по одлуката само со 2 потписа, секој полнолетник да може да се кандидира за советник или градоначалник, за да не се соочуваме со несериозни кандидати на локалните, кои сакаат само да ги има на телевизија, а немаат вистинска намера да се дел од локалната власт. Кондарко рече дека собранието треба да го реши овој проблем. Исто така тој имаше замерки дека во јавноста никој не понудил никакво друго решение, туку сите прстот го впериле во правилникот, кој според председателот на ДИК е донесен согласно законските можности. Членовите на Државната изборна комисија остануваат зад својата одлука. Ние како ДИК не сме законодавец и не смееме да го редиме ова прашање, би излегле надвор од нашите ингеренции. Затоа ДИК единствено е обврзана да го спроведува законот онаков каков што е. Конкретно нагласуваме и потенцираме дека ДИК не донесе никаква одлука во врска со воспоставување на нови правила во законот за собирањето на потписите. Напротив, не само што ДИК не донесе одлука, ДИК беше обврзана директно согласно законот, член 31, став 2, точка 2, само да ја уреди, значи, појаснувам, да ја уреди, да ја прецизира, да ја разработи постапката за поднесување на листи и тоа во склад со постојниот закон. Новите правила не игра доаѓаат откако Уставниот суд во мај годинава укина 2 одредби од изборниот законник, кои го одредуваа бројот на потписи што треба да се соберат за независни листи. Тогаш прагот беше 1% од запишаните избирачи во дадената изборна единица и најдена критики од граѓанските иницијативи. По неговото укинување остана нерегулирано прашањето колку потписи тие треба да соберат за да поднесат листи на кандидати за членови на совет, односно за градоначалник. Викендов претениците се обидоа да го регулираат ова преку измени во изборниот законник, но Дуи ги минираше обидите бидејќи гласаше против, со што не беше исполнет условот за падентер. Предлогот на владеачкото мнозинство беше прагот да биде 0,95% од бројот на избирачи во дадената општина, а преку амандмани на левица тој праг се намали на 0,5%. Сепак измените не поминаа.